Вакциналниот пункт во Штип со активности на терен во рамки на одбележување на неделата на имунизација се посетија и две основни училишта, едно во Штип и едно во Карбинци. Праксата покажува дека се уште има дечиња кои ги немаат примено задолжителните вакцини и само оваа година во 15 наврати за имунизација на терен вакцинирани се околу 130 дечиња. Дополнително има и деца кои воопшто не се запишани и немаат ниту картон во вакциналниот пункт во Штип. Во рамките на одбележување на недела на имунизација имавме околу 15 активности на терен и заклучокот е дека навистина има потреба од излегување на терен и теренска имунизација. Покрај тоа посетивме две училишта во Карбенци и основното училиште Гоце Делчев, каде што спроведовме имунизација која што беше исто со добар одзив. Така да акцентот веќе од септември со почетокот на новата учебна година би бил во насока да повторно заживее процесот на имунизација во училиштата на терен. Ние на терен наоѓаме многу деца што имаат пропуштено вакцини, не се донесени во нашиот центар, па дури и деца кои се фантоми. Што значи дека не се пријавени воопшто во нашиот центар за имунизација, ние ги пронаоѓаме на терен и отвараме картони. Фантоми оваа година најдовме 4 дечиња вкупно, а на терен имунизиравме околу 130 деца. Дополнително од месец април оваа година вакциналниот пункт работи и втора смена, секоја среда до 17 часот. Ова е со цел да им се излезе во присред на потребите на родителите. Од април оваа година по препорака на Министерството за здравство воведовме втора смена. Тоа е еден ден во неделата, секоја среда до 17 часа. Полека како расте информираноста за таквиот начин на работа, расте интересот за доаѓање на втора смена. Доктор Коцева Миланова упати апел до родителите на времено да ги носат дечињата на вакцина и доколку имаат било какви прашања да се обратат во вакциналниот пункт.